На одговорот, почитуван ревизоре, јас ке се согласам како човек со вас дека е ирелевантно, и точно е тоа, ирелевантно дали некој политички ќе одговара или нема да одговара, ако барем еден болен не ја добил терапијата и неговиот живот пред време завршил како човек. И впрочем и затоа и сета ова работа што ја правиме. Но мора да разберете дека ние сме истовремено и политичари од кои што се очекува некаква промена, некакво решение на овој случај и некакво системска промена. И граѓаните се во право што тоа го очекуваат од нас. И сега некој што се обидува да релативизира, па дури и да вели дека е конструкција реликтите од минатото, таа некоја си кумровачка школа, нека не ве загрижуваат. Убаво ги знаеме ние. Гледајте да се држите до словото на законот и до она што граѓаните го очекуваат од вас. А и вака сега да практично прашање. Како е правдан мањакот во материјалната евиденција и како тоа сметководствено оправдано? Значи, кога имате нееднаквост помеѓу материјалната и сметководствената евиденција, мора да објасниш некако, нели, кај се тие лекови? Сметководствено како ги имаат правдано. Дали кога бевте на онкологија направивте ваква ревизија? Имавте ли медицински истории? Дали имаше медицински истории кои што ги баравте, а ги немаше? Дали имаше такво нешто? Затоа што, знаете, сега излегуваат секојдневно нови и нови наслови во медиумите. Дека е најдено пациент кој што е починат 2014 година, а лекот му е даван 2022 година, трета година. Дали, кога вие сте биле таму, имало вакви случаи? По однос на вашиот одговор тоа, и може би уште би дала со само мал коментар. Сите ние знаеме, јас ве разбирам вас дека вие не сакате, не можете, не смеете законски да ја именувате фирмата Веледрогеријата, ма тоа е Пановски, магнатот, на кој што е вака јавно ке прашам, колку ви е доста од туѓата пот, од туѓата крв, од тугите солзи, колку ви е доста? Јас имам информации, може би се неточни, тој обвинителот треба да ги потврди, негира, дека и другите неколку фирмички биле негови. Фирми керки на Пановски. Практично тоа е еден монопол кој што си функционира во државата и решава да кажува дека като системот, кој што, не знам, 7 години не е употребен, или акцелераторот во Битола, ако не грешам, ќе ме подсетите, за еден од овие апарати, кажува дека треба нов да се купи. Зошто? Не може да го сервисираат. Не разбираме, не може да го сервисираат. Зошто нов да се купи? За да земам повише пари. Зошто би требало да купи нов акцелератор или нов като систем? Не може ли? Шо е работа? Зошто вели Пановски требало нов да се купи? За повише пари да земам. Колку им се доста? Тоа е чисто вака хипотетичко прашање. Колку им е доста на оваквите луѓе? Не можам, не ми е јасно просто. Постојат народни поговорки
за ова, ама не е време да цитирам. Колку им е доста од вакви крадени пари? Поставив едно прашање, две, ако можете да одговорите. Благодарам, колешки, повелете ревизоре.